Слушај, слушај. Тарарараран, тан, 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 тан. Хеј, 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 хеј. Имаме свадба, бре. Ајде, мешај, мешај. Браво! Благодарам. Обкружена сум со традиции, се надевам ќе заврши брзо. Подгответе ги, ставете ги надвор, така што гостите ќе можат да ги земат, добро? Во ред, господјо Хулја, се е подготвено. Добре, дојде, Ајче, ова е твојата маса, ќе дојдам веднаш, уживај. Езги душа, дали дојде? Добро, нека те однесат во просторијата за подготовка. Ќе дојдам и јас за кратко. Се гледаме. Честитки. Моја убавица. Душо, Видија, Душо. Дали го извести и тато? Да. Да свати зошто не беше поканет на свадбата на својата ќерка. Нека разбере некој работи. Моја убавица, колку си убава, ти Видија? Ти си светла. Добре дојде. Здраво. Хулија Сојкан. Мило ми е. Но среќа што се сретнавме денес. Късмет. Здраво, Кисмет. Здраво. Многу убаво е тука. Прекрасно изгледаш. Благодарам и ти исто така. Мислам дека твојот сопруг беше господинот Ергун, не дојде? Јас... О, се извинувам, разведена беше, нели? Потполно заборавив на тоа, извини. Не е важно. Убаво е тука. Девин, сакам да те запознавам со моите пријатели. Дојди со мене. Девин, Душо? Ајде, нека не чека жената. Неверојатно. Седи мирно. Твојата маса е на самиот крај. Ајча веќе седи таму. Океј, се гледаме подоцна. Ајде. Како сте, мило ми е, Дивинаки? Здраво. Дивинаки, Здраво, мило ми е. Налан. Многу си убава. Благодарам многу. Мило ми е. Ај, Душо, колку си срекна што имаш таква свекрва, таа кажа толку убави работи за тебе. Сега гледам, многу беше во право. Аслан е веќе многу паметно дете. Ако избра некого и ја внесе во својот живот по сето ова време, морал да знае нешто. Секако. Не е лесно да се биде невеста во семејството Сојкан. Навистина. Пријателки, таа е свесна какво презиме ќе земе и колкава тежина и вредност има тоа. Веројатно е така. Се мора да биде како што велите вие, но мојата ситуација е малку поинаква. Не разбирам. А, вие не знаевте. Зашто? Ќе си го задржам своето име и презиме, господјо Хулио, нема да го земам вашето презиме. Така се договоривме со Аслан. Извинете, ќе морам додам да се подготвам. Мило ми беше. Ќе се видиме подоцна. И нам не беше мило, Господи и нам не Хулија. беше задоволство. Оваа девојка е луда. Секогаш има некоја смешна приказна меѓу нас околу ова прашање со презимето. Веднаш се враќам. Да, Почекајте. секако. Здраво, господине Чагри, сакам нешто да ве прашам. Повелете. Дали е можно жена по бракот да продолжи да го користи своето моминско презиме без да го земе презимето на сопругот? Постои процедура, но можно е, господјо. По бракот може да поднесе барање до семејниот суд. Ретко се среќаваме со вакви случаи, господјо. Добро, добро.
О, види, веднаш доаѓам. Уживајте, господине. Ти благодарам, Адем. Ви посакувам среќа. Благодарам и тебе исто. Ти женец си, кажи ми? Женец сум. Добро, браво. Бато, Еко, ајде сине. бато, морам да ти кажам нешто. Што имаш да ми кажеш, брат Екрем? Зошто се препотуваш, бе? Што се случува? Бато, јас знам и Екрем, ќе не извиниш ли за момент? секако, сестро. Жал ми е. Сестра. И мене. Ајде, наведни се. Повеќе никогаш нема да се мешаш во мојот брак додека си жив. Ама јас ќе се мешам во твојот до крајот на животот. Јасно ми е. Види, сериозна сум. Познаја вредноста на Девин, не се смеј. Познаја вредноста на Девин. Ке го поминеш овој живот со жена влюбена до лудило, Аслан. Ти си многу среќен. Јас не бев толку среќна како тебе. Биди среќен цел живот. Те сакам најмногу. И јас те сакам многу исто. Ти си мојата најмила сестра. Ова што го кажам многу среќен ме направи. Аслан, што е ова со презимето? Мамо, Дали е вистина? Вистина. Многу драгата сопруга на твојот многу драг брат нема да го земе неговото презиме кога ќе се венча со него. Таа ќе продолжи да живее со своето презиме. Што? Вау! Излези. Аслан Сојкан, доколку твојот татко видеше или слушнеше, ќе се гордееше со тебе. А сега се обидуваш да ме погодиш со прашањата за татко ми, така тоа е, се обидуваш да ме погодиш со тоа. Единствената работа што ве загрижува е дали ќе бидеме понижени. Се плашите луѓето што ќе речат инаку не ве интересира дали Девин ќе го носи презимето или нема. Вау. Жена ќе дојде, ќе се спротистави на Аслан Сојкан, ќе постави правила и услови и ти ќе ги почитуваш, така ли? Тоа ли ќе биде, кажи ми? Не станува збор за почитување, ја штитам жената во која што сум лудо влюбен и тоа е најдобриот начин според мене. Ме разбираш? Па сине, добро. Тогаш самиот искуси колку верна може да биде една жена која не сака да го земе твоето презиме во брак со тебе. Што сакаш да кажеш, мамо? Не сакам да кажам ништо, синко мој. Само ти посакувам да имаш многу среќа во бракот. Сериозно, денес ми го правиш ова? А? Денес ми го правиш ова? ќе го врамиш и ќе го закачиш на ѕид? Дали навистина си толку среќен што си поканет на оваа венчавка? Бог знае, твојот брат Аслан сега постави правила за тебе. Станува збор за тоа што не треба да се прави. Што зборуваш, девојко? Извини, Џихан. Ама жал ми е за тебе. Беше ја болкото на очите на твојот покоен татко. А сега погледни се. Ти напишале покана на салфетка што воопшто не вреди ни 5 пари.
Ова ли е твојата вредност? Ајде. Ајде. Не денес, не. Внимавај. Е, вака? О, мој Боже, леле да те видам. Брзо, брзо. Брзо погледнете убавината на мојата пријателка, брзо. Девојко, многу си убава. Девојко, толку многу си убава. Леле, блашала. Не претерувај, ќе се разгали, добро? Не си лоша, ајде. Погледни Замолчи, ги бе. сите подготовки, колку луѓе ќе дојдат на оваа свадба, кажи ми. Секундам реков максимум 100 луѓе, ама... На вистина, што се случува? Што по ги волите ова? А, сестра, максимум 100. Земи ваму. Дај ваму, ајде. Бакни мој лавец, земи го, ајде. Фала му на Бога, погледни се. Најзгодниот и најхаризматичен младоженец и внук на Блискиот Исток и на Балканот. Ти благодарам, Чичо, ама што е ова? Што е? Зошто донесе толку луѓе со автобус? Луѓето од нашето село, нели требаше да ги повикаме? Види вамо, се срамиш ли ти од своето потекло или си некој класичен? Ова е моја свадба. И ти си само поканет на оваа свадба сега. Слушај, во последно време многу се мешаш во нашите семејни работи, знаеш? Обезбедувања, аларми, глупости, бла бла бла. Во ред, не го прави тоа. Види го, мојот внук. Наместо да ми се заблагодари ако може, ќе се обиде да го заплаши својот чичко. Секако дека се мешам. Во оваа куќа има ранливост, внучко. Ти ли ќе го заштитиш ова семејство? Види, очигледно ти не можеш да ги заштитиш, ќе се ожениш и ќе си заминеш. И што ќе се случи тогаш, а? Кој ќе ги заштити твоите сестри, твоите внуки, мајка ти, мајка ми? Кој ќе ги заштити? Јас никаде нема да одам, јас сум овде. Ме разбрали? Јас сум овде и одговорен за семејството. Ајда, не зборуваме сега на ваков убав ден, важи. Бозо, донеси го свадбениот подарок за мојот внук. Јас ги, бебиситерката на Дефне, ајде, брзо. Јави се. Брзо, стани. Керко моја, погледни како изгледа мамичка. Баба, мамо. Јадеше ли? Да, јадев тестенини. Повели, внучко, свадбен подарок. Нели ти му даде уште една недела на Ати, така? Малку се налуте тој на нас по мојата последна посета кај него. Чичко, може да не зборуваме за работа денес? Денес не е ден за бизнис? Да, добро. Девин, ќе направиш нешто за што ќе зажалиш, како твој пријател, како некој што те сака. Морам да ти го кажам ова. На овие луѓе, ова семејство, кога еднаш ќе влезеш во него, нема излез. Немој. Гледај ја тетка ти, Девин. Гледај, Деви. Девин, каде одиш со невестинскиот фустан? Како е? Ти се допаѓа ли? Благодарам. Внучко мој. Бог нека те благослови за цел живот, внучко мој. Ајде, брзо тргнуваме. Аслан, батичарот пристигна, оди земи ја Девин од незината. Во ред, доаѓам. Бато, Кажи ми, Еко. морам да ти кажам нешто. Види го мојот Аслан. Ај бе, браќа, види ги, земи го ова внатре. Добро.
Види го мојот згоден брат. Што правиш ти, како си ми? Фала ти, добар сум, добар. Добре, деде. Еко? Каде? Горе? Ајде подоцна. Не знам. Што да направам? Знао? Можеш да го оставиш овде, Екрам. Многу си убава. Аслан, Има пиштол таму. Девин, кога си видела ти пиштол во моја рака? А? Немам никаква работа со пиштоли. Во ред? Искрено помислив дека ќе избегаш кога не те видов во собата. Јас да бегам. Така е. Каде беше тогаш? Каде да бидам? Дојдов да го земам мојот младоженец. Ајде. Здраво живо. Поздрав, внучко.
Бабо, како си? Душа моја. Добре дојде, бата. Мила. Како ти личи? 7. Не е лошо, ќе го форсираме 9 и 10, Аслан. Што мислиш како ќе биде? Полно со борби, сигурно. Подготвена си? Подготвена сум. Почитувани гости, денес сме собрани овде по повод венчавката на Девин Акин и Аслан Сојкан. Добре дојдовте сите. Господјо Девин Акин, дали вие го прифаќате господинот Аслан Сојкан за ваш сопруг, за цел живот, во добро и во зло, во здравје и во болест, без да бидете под ничие влијание или притисок по ваша слободна волја? Да. Господине Аслан Сојкан, дали вие ја прифаќате господја Девин Акин за ваша сопруга, за цел живот, во добро и во зло, во здравје и во болест, без да бидете под ничие влијание или притисок по ваша слободна волја? Да, се разбира. Дали има сведоци тука? Да. Имам. Подписи ве молам. Благодарам. Благодарам, добре дојдовте. Брате мој, добре дојде, како си? Ти благодарам. Добре дојде. Благодарам, благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам.
Ви благодарам многу. Ето ти благодарам што дојде, мило ми е. Ало, на свадба сум. Ви благодарам многу. Да сте ми живи и здрави. Благодарам. Јас сум Јаму Ракин. Најди ме по свадбата, многу добро ќе се сложуваме. Благодарам. Ви благодарам многу. Многу ви благодарам. Земи ме. Ви благодарам. Многу ви благодарам. 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 Дојди, бабо. Овој прстен е од мојата свекрва. Подарок е од мајката на мојот Сеид. До сега немав на кого да му го подарам. Ама сега имам. Ово е твој. Многу ви благодарам, госпоѓо Сехер. Ова навистина е прекрасно. Бидете сигурна, ќе го чувам со голема љубов. Ви благодарам. Ајде. Можам и сама да одам. Како е? Одлично, одлично. Совршено ти стои на раката. Види вамо ова. Ова овде ми го даде мојот татко. Беше млад, не се сеќаваш. Токму сега се сетив. Ова е твое право, братче. Одговара на вистински сојкан. Отвори дланка. Бог да те благослови. Јас сум Џихан, постар брат. Многу ми е мило. Деви Накин. Бог да ве благослови. Благодарам. Ми вети, така беше. Да ветив. Се прекршив, извини. Бато, морам да ти кажам нешто. Кажи, ајде, што имаш да кажеш, ајде? Екрем, кажи бе, ајде? Ти посакувам среќа. Тоа сакаш да ми кажеш, а? Вети, дојди во му. А сега, конечно е време младите да го одиграат првиот танц. Desinler desinler şeker yesinler. Şu kız yoluna yanlış desin. Devi Nakin.
Јас сум за војната околу презимето. Се вплетка во неволја, но вредеше. Престани, чекај. Западна во неволја со тоа што се венчав. Да, ајде сега да преминеме на изненадувањето на вечерта. Прекрасната сестра на невестата, Јамур. Може ли еден голем аплауз? Добра вечер на сите. Сега си велите што ли ќе направи мојата проблематична сестра за да ме посрамоти, нели? Но не и вечерва. Денес само сакам да ви испеам една песна. Затоа што сестра те сакам многу. Биди многу среќна, важи? Затоа што навистина го заслужуваш тоа. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şey düşünürken aklımdasın. Кажи ми нешто многу убаво веднаш. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Nije. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin. Знам дека тајно одеше на сеанси кај Девин, знам. Geçmiş değil. Можеш или да одиш и да му кажеш на Аслан за тоа, или да му кажеш после свадбата, изборот е твој. Оваа вечер Аслан ќе дознае за твојата срамота. А потоа ќе направиш што и да реши со двајцата. Ќе ја платиш цената за тоа што водеше работа зад грбот на Аслан Сојкан. Мамо, ти дојде во мојата продавница. Ми зборуваше за славната Девин. Јас отидов кај неа. Ајде бе. Планот ти успеа совршено, нели? Ме покани на свадба. Лага ли е? Твојот единствен син Аслан сакаше да се ожени со девојка што ти не ја сакаш. Сакаше да му одржиш лекција. Јас ќе го направам тоа. Како и секогаш ќе го направам. Ќе одам и ќе му кажам се на Аслан веднаш. Добро? Ти сакаш да креваш, мислам, автомобили во воздух, нели? Но овој пат не е само една личност. Има двајца внатре и Аслан е еден од нив, да знаеш. Погледни го само. Колку е среќен. Кажи ми, си го видела толку среќен откако умре татко ми? Каде? Си ослепела целосно, мамо. Мислам, не помисли дека на крајот од овој чуден план што го смисли Аслан ќе биде уништен. Не го пресмета тоа. Мамо, ако ти можеш да го убиеш својот син на неговиот најсреќен ден, тогаш и јас можам. Не грижи се, ќе го направам. Еве јас сега ќе одам и се ќе му раскажам. Во ред ли? Види, има само 5 чекори. После тие 5 чекори ќе кажам се, добро?
Одам сега и таму ќе му кажам на лице место. Доволно е само одобрување. Добро. Yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim. Земете го, спакувајте го и однесете го без инцидент, ајде. Полека, полека. Излеговме во најлош можен момент. Стој, стој, стој. Ајде, возете внимателно. Најголемо очекување од куќе е Афаф. Од мачка Мјау. Од птица Цврк. Ти ќе кажеш Аф. Ако се спротиставуваш, тоа не е отпор, да ти кажам. Не може вака. Сите се спротиставуваме. И јас се спротиставувам. Но јас се познавам себе си. Ке се заљубам во Јамур како куче. Кемал ти праќа поздрави, Хуља. Не можеше да дојде бидејќи не може да оди. Ти му веруваш на твојот Аслан и им пукаш на луѓето во нозе. Така ли е, господе Хуља? Е сега, кога ќе излезе од куќата и кога ќе си замине, ќе можеш ли пак да се закануваш, а? Аслан Сојкан нема да оди никаде. Аслан Сојкан е главата на ова семејство, не заборавај. Семејство, а? Семејство. Кое семејство е ова, господе Хуља, а? Погледи наоколу малку. Кое е семејство? Одамна тоа заврши, ниту љубовта на Аслан кон чистење на бизнисот нема да ве спаси. Ќе видиш кога ајкулите ќе ве намирисаат и кога ќе ве опкружат сите заедно. Со други зборови, ова е само почеток. Ќе има и продолжение.
Моја грижа е да ве заштитам. Мајка ми, моите внуци, тебе. Ибо, ако твоите кучиња уште еднаш влезат во мојот двор, ќе им пукам во главите, не во нозете. Така да знаеш. Девојката е сестра на снаа ми Девин. Да ти се плукнам во среќата. Значи, што да кажам на брат ми Аслан? Кажи ми, ајде те молам, што да му кажам? Бато се заљуби во твојата снаа. Не ми прилега. Навистина ли? Јамур, госпогице Јамур, се случи нешто ненамерно. Иако го посакував, не сакам... Ти не ми кажа, јас сум снаата на Аслан. Да ми кажеше, ќе те бакнев ли? Аслан, овој ако продолжи вака, ќе направи проблем. Добро, држете го на око, ако има проблем, земете го веднаш во ред. Полека. Внимавај. Добро бе, тоа е типично за Џихан. Недостојно. Славенички истрел. Таква е традицијата. Јас тебе! Колку пати ти кажав да не се мешаш во ништо? Нели ти реков да не се мешаш во ништо? Земете го веднаш, ајде! Носете го! Пуштете ме, пуштете ме! Добра ноќ на сите момци, убава забава! Аслан ми е брат. Тој ми е семејство. Како сега да му кажам? Како да кажам, бате, се заљубив. Колку си убав човек. Честитки, пријателе. Не можев да влезам на свадбата, но подарокот е на врата. Вратата. Застани! Застани, Аслан! Аслан, што се случува? Стој. Искендер, Тургут. Никој да не се доближува до ниеден венец. Поред, важи. Никој да не се доближил. Чекај назад, рекол. Не се доближувајте никој. Што се случува?
Отвори. Екрем. Оставете просто. Јамур, Оставете. добра ли си, дадино, Екрем. добра ли си? Добро сум, пушти ме. Екрем. Тешко е застрелан. Каде е Тургут? Тургут, донеси нешто за преврска, донеси пешкир, крпа, било што, ајде брзо. Еко, разбуди се. Погледни ме, Еко, врати се. Погледни ме, остани со мене, Еко. Немој да заспиваш, отвори очи. Тргнуваме веднаш. Ајде. Полека, брате, Екрем, гледај ме. Отвори очи, не заспивај, остани со мене, Екрем, губиш многу крв, знам дека ме слушаш, внимавај, немој да заспиеш, те молам. Биди со мене, немој да заспиваш, Екрем. Екрем, брате, погледни ме веднаш. Повредениот губи многу крв. Еко, издржи, братче. Еко, издржи, братче, стигнавме, готово. Еко, издржи, тука сме, сите сме со тебе. Што ќе кажеме на Незакета ако му се случи нешто Ништо нема да се случи. Не разбираш? Ќе излезе исто како што влезе, ништо нема да види. Добро. Во ред? Најди го нешто го направи ова Аслан. Најди го нешто го направи. Не седам во ничи скут.
До животна среќа тебе и на твојата драгоцена сопруга, Атила Озилмас. Има ли некакви вести? Тој го направил ова, така. Ќе му дадам наслов во неговиот вестник. Семејството Сојкан си го ископа сопствениот гроб. Господине, обвинителот доаѓа. Аслан. Брз опоравок, Аслан. Да, поразговараме таму, ве молам. Добро.